Цивил медија. Почитувани представници на медиите, почитувани присутни, најпрво ќе ми дозволите од моје име и од името на ВМРО ДПМН и луѓето кои што беа вчера со мене да се извинуваме, бидејќи вчера надолго во ноќта го оставивме да чекате за било каква информација, која што за жал поради нашата можеби вина не стигна во тој момент до вас и вашата реакција беше сосема оправдана што одлучивте така да ја напуштите лидерската средба. Ве молам уште еднашка примете го моето, но и извинувањето од страна на ВМРО ДПМН за таквото однесување и ќе се трудиме будно тоа да не го повториме. Сосема свесно почекав СДСМ и нивните мегафони да изнесат еден куп лаги, невистини и манипулативни брифинзи за лидерската средба вчера. Сите тие информации би ги оценил како лаги од епски размери. Измислици кои имаат за цел дефокусирање на вниманието од вистинските причини за непостигнување на договор. Овие невистини можев да ги предпоставам и пред почетокот на средбата. Со други зборови, не треба да биде човек гениалец или научник за да свати како размислуваат погрешни и исплашени луѓе како овие кои што вчера беа пред мене. Луѓе кои не сакаат владење на правото, кои не сакаат правда и бегаат од соочување со законите. Затоа што нивната целокупна работа може да стане предмет на истрага, на обвинителство, кое вчера беше предмет на разговори. А сите знаеме дека не се чисти и да гуша се во корупција и криминал. Не да го оставиме ова на страна. Ние сме сериозни и темелни и сакаме да ја информираме јавноста за вистинското однесување во текот на вчерашниот ден. Но истовремено и да се обидеме за време на оваа пресконференција да ја пренесеме целата ситуација која што се случуваше вчера. Вистина е дека вчера главната борба на Зоран Заев беше да се заштити Зоран Заев, фамилијата и луѓето од власта од одговорност за криминалиите со која тој и неговите луѓе управуваат. До доцна во ноќта пред нас имавме слика на еден ученик потопен во криминал кој се препотуваше, грчеше, црвенееше, во исто време и кога веднаш потоа беше блед како крпа само да задржи било каква контрола над обвинителството. Да може тој да контролира и управува, да наредува затвора и за тачкова случај. Едноставно, таа контрола му треба за да не одговара за рекет, но богами и за рекет 2, рекет 3, рекет 4, но и сите останати случаи каде што има индиции за сторен криминал. Тендерите на Рашковски и останатото. Водеше битка за бегање од одговорност своја, на својата фамилија и соработници. Да не се стигне ниту до Кирачевски, ниту до Раменски и сите останати офатени со сомнежи за силна криминализираност. Ете затоа нема договор. Затоа Зоран Заев сака озаконување на криминалот во сопствените редови. Планот на Зоран Заев е да не се постигне договор. Дојде за да овие преговори немаат успех. Зашто човекот има план, видовме дека Б не им успеа, план С. Кој гледаме дека го туркаат по секоја цена, односно предметите од специјалното јавно обвинителство да ги пренесат во јавното обвинителство. Вака Зоран Заев се купи можеби уште некој месец, мир, но сега или потоа одговорност ке има. Соочување со правдата е неизбежен процес, кој мора да се разбере дека ќе дојде. Неминено, неизбежно, како што вчера вечер дојде ноќта помина и дојде утрото. Толку е известно дека соочување со правдата ќе има. Која е вистинската истина и како се одвиваа преговорите во текот на вчерашниот ден и разговорите? Јас тие би ги поделил во 3 дела. Имено,
Првиот дел беше реферирање од страна на работните групи од СДСМ и ВМРО-ДПМН за досегашниот тек на разговорите поврзани со Законот за јавното обвинителство, со акцент на начелниот договор од 30 август. Веднаш после првата пауза, Зоран Заев даде предлог, кој што јас ке се обидам да го пренесам овдека на оваа пресконференција. Предлогот содржеше неколку точки, и тоа, како прво, формирање на јавно обвинителство за висока корупција. Како второ, ова обвинителство ќе биде на исто ниво со обвинителството на Рускоска за организиран криминал и корупција. А обвинителот кој што треба да го проведе ова обвинителство треба да биде на предлог на најголемата опозициона партија, во случајот ВМРО-ДПМН. Како три, покрај надлежностите кои што ќе ги има, откако ќе ги превземе 10 помошници на Катица Јанева во сопствените редови, ќе биде придадена и надлежноста за гонење на криминал на лица кои што се избрани или именувани. Како четврто, заштитна клаузула која што вели дека во одреден временски период, доколку власта не го прифати предлогот на опозицијата за лице кое што ќе го предводи ова обвинителство, тогаш Советот за јавни обвинители да избере обвинител од редот на овие 10 кои што би прешли од специјалното јавно обвинителство во новото обвинителство за гонење на висока корупција. Практично, власта ќе биде мотивирана никогаш да не го прифати предлогот на опозицијата и со политички притисоци и влијанија, сведоци бевме на еден представник на нивниот коалиционен партнер како сведочеше на пресконференција за притисоците кои што ги добивал од страна на премиерот за смена на Врховниот суд, кое што вчера се случи на председателот на Врховниот суд. Исти слични такви притисоци би се случувале во Советот за јавни обвинители, кои што потоа би избрале обвинител кој што ќе го води ова обвинителство од редот на 10 кои што ќе предат од специјалното јавно обвинителство. Практично, понудата на Заев беше ново село водено од страна на еден од 10 помошници на Катица Јанева, како офанзивна алатка, обвинителство кое што ќе го води Рускоска како дефанзивна алатка и сето тоа управувано и раководено од Јовевски. Кој беше нашиот предлог? Нашиот предлог беше во ред се согласуваме да постои јавно обвинителство за гонење на висока корупција. Во ред се согласуваме да опозицијата предложи обвинител кој што ќе го води тоа обвинителство. Во ред се согласуваме за надлежностите кои што ги кажавте, а кои што се однесуваат на гонење на криминал на лица кои што се избрани и именувани. Но доколку сакаме договор, ние мораме да ги почитуваме законите. А законот, специјалниот закон за специјалното јавно обвинителство е јасен. По престанок на мандатот на специјалната јавна обвинителка престанува и мандатот на незините помошници. И тие се враќаат во матичните обвинителства од каде што дошле. Ниту во еден момент јавниот обвинител Јовевски и според постојниот закон, откако ќе ги превземе предметите од специјалното јавно обвинителство, не го спречува истите да ги прераспредели на истите обвинители кои што ќе се вратат во матичните обвинителства. Пример, доколку обвинителот кој што е дел од специјалното јавно обвинителство и доаѓа од обвинителството во Куманово и води предмет кој што е во судска процедура и е дел од предметите на специјалното јавно обвинителство, доколку Јовевски го преземе тој предмет, со ништо не е спречен тој предмет да го прераспредели на истиот обвинител. Да бидам попрецизен, не постои местна надлежност или ненадлежност
кај обвинителите. Истото тоа може да се пренесе и кај обвинителката од Кичево, истото тоа може да се пренесе и кај останатите обвинители. И за ова, доколку јовелски, на законски начин ги преземе предметите, не ли пречи нити постојниот закон и не му е потребен новиот закон. Може да го искористи и постојниот закон. Тоа е принципот на ВМРО-ДПМН. Почитување на законот и однесување согласно законите. Понатаму, сите истражители кои што се дел од специјалното јавно обвинителство да се вратат онаму од каде што дошле. Во МВР, во ИЕП, во банки и така натаму. Сите оние лица, а такви се 9 на број, кои што имаат засновано работен однос на неопределено, согласно законот за работни односи, ќе бидат прераспределени на истите места во државната администрација, бидејќи законот ги штити. Сите оние кои што подпишале и засновале работен однос на определено време, односно времето додека не згасне специјалното јавно обвинителство, остануваат без договор и остануваат практично без работа, бидејќи тие свесно подпишале договор со кој што прифатиле да работат во тоа обвинителство, додека тоа обвинителство постои. Кога тоа обвинителство ќе престане да постои, тие обвинители, исто како и сите граѓани во Република Македонија, ќе имаат можност, доколку новото обвинителство има потреба таков кадар, да конкурираат и согласно процедурите да бидат примени. Ние ова го прифативме. И рековме, во ред, прифаќаме такво обвинителство. Прифаќаме прераспределување на случаите на истите обвинители во нивните матични обвинителства. Но мора да продолжиме да работиме по закон. И тимот на новиот обвинител да го определи советот на јавни обвинители, а не Мицкоски или Заев со закон. Таков е законот. Да изготвиме систематизација, да ја буџетираме таа систематизација и да создадеме ресурси за да може ово обвинителство на вистина да работи и да гони висока корупција. Од страна на Зоран Заев бев прекинат и коригиран дека тие не можат, ова ново формирано обвинителство, ова обвинител нов на предлог на опозицијата не може да се занимава со случаи пред да биде формиран. На моето прашање, Катица Јанева е избрано лице кој ќе има надлежноста во предметот рекет. А, не вика, таа се останува кај постојната обвинителка. Па чуни тогаш договараме надлежности за гонење на корупција на избрани и именувани лица. Но јас го знам поривот, мотивот и причината зашто е тоа така. Затоа што постои основано сомневање за рекет 2, за рекет 3, за рекет 4, за рекет 5, но и за други кривични дела, кои што оваа власт веќе трета година ги прави. И затоа им е потребна рускоска, за да направи амнестија и да го заштити Заев, СДСМ, од одговорност за сторениот криминал. Накратко, ова беше сценариото на вчерашната среда. Зоран Заев го одби нашиот предлог да новиот обвинител во новото обвинителство се занимава со корупција на избрани именувани лица, без разлика кога тој криминал е сторен. Без исклучок кога тој криминал е сторен. И без разлика дали се однесува за сторен криминал на лица кои што се избрани и именувани од СДСМ, ВМРО-ДПМН, ДУИ, Алијанса, БЕСА или било кој друг кој што бил избран или именуван на ваков или онаков начин. Сведоци бевме на една панична пресконференција денеска, полна со небулози, лажни клевети и неистини. Дури Зоран Заев, човекот кој што е заштитник и промотор на криминалот во овие 3 години, се дрзна да мене обвини дека истрагата за рекет според него
водела до мене. Јас не сум како Зоран Заев. Јас верувам во честноста и честитоста на луѓето. И нема да го тужам. И нема да се заканувам со тужби поради ова неистина. Но ќе го предупредам дека свиркач во ВМРО ДПМН ги донесува исказите кои што се дадени кај обвинителката која што го води предметот рекет. Но истовремено и наредбите за вештачење и резултатите од вештачењето до ВМРО ДПМН. Тука моето име го нема. Но има имења на луѓе од власта. Внимателно ќе го наблюдуваме развојот на настаните. И нема да правиме воерски шоа презентирајќи ги овие документи. Сега гледаме дека постои барем минимална објективност во ведењето на случајот. Првиот момент кога ќе видиме дека некој сака да го заштити јавниот интерес, ВМРО ДПМН ќе ги објави сите овие документи на овој на јавност. Ви благодарам. Доколку имате прашања, повелете ви стојам на располагање. Дали финално веќе се завршени преговорите за специјалното јавно, за законот за јавно предпријатство? Не, на крајот од состанокот, практично ние исцрпевме првата точка од дневниот ред. Првата точка беше разговори околу законот за јавно обвинителство. На дневниот ред беа уште неколку точки, меѓу кои точката за превремени избори. Во текот на вчерашниот ден практично ги констатиравме позициите понудите од двете страни. За жал не успеавме да најдеме решение и состанокот го завршивме дека доколку постои опција за понатамошни средби и двете страни стојат на располагање. Господине Мицкоски, извинете. Молам? Има ли опција за понатамошни средби? Оставате отворена врата исто како и премиерот на пресконференцијата дека би можеле повторно да се сретнете. Има ли Видете, јас ја говорам вистината и само вистината. Ме прашавте како заврши состанокот колешката ваша, се извинувам, и тоа е вистината дека на крајот од состанокот споменавме едната и другата страна дека оставаме простор во иднина да продолжат преговорите по оваа, но и по другите теми како што е и впрочем предвидени парламентарни избори. Овде имам еден допис од до јавното обвинителство од обвинети од СЈО. Бараат иземање на Катица Јанови, враќање на списите. Јавното обвинителство во овој допис се прогласува за ненадлежно за превземање на предмети водени од СЈО. Како логицираше господинот Заев и можеби Јовевски, како сега може одеднаш да ги превземаат, од дека веќе се демонтира дека не може? Во оваа правна паника и какафонија што се случува изминатиот период, си изнаслушавме се и сешто. Секој ден некој некого демонтира со некаква изјава. Ова вие што го споменувате, и јас сум наслушнал дека постои, дека адвокатите на луѓето кои што се дел од предметите на специјалното јавно обвинителство се обратиле до јавното обвинителство за мислење за изземање на Катица Јанова од овој случај. И одговорот е дека Катица Јанова не е дел од хиерархијата на јавното обвинителство и дека тие не се надлежни да даваат такво мислење, ниту пак да превземаат било какви процесни дејства. Од друга страна, Јовевски го гледаме дека издаде соопштение пред некој ден во кој што вели дека и се повикува на уставното начело за едно обвинителство и субординација во рамките на тоа обвинителство. Нешто за што јас зборував во најмалку две пресконференции. Со тоа директно потврдува дека СЈО практично не е уставно обвинителство. За да во текот на вчерашниот ден да видиме председателот на Советот на суди кој што вели дека се доведува под знак прашање началното правно мислење на Врховниот суд на Република Македонија. Па ние ако вака си играме пиши-бриши со правото и правдината, ќе ни се случува ова денеска што ни се случува, а тоа е погром низ Македонија и празнење на Македонија, затоа што луѓето се разочарани, несигурни и не веруваат во правниот систем. Сили дека имаме чипирани луѓе, кои што по налог пишуваат документи, се себе демонтираат, се само демонтираат или демонтираат други, ние ќе го имаме ова што денеска ни се случува, лажно ќе прославуваме дати,
ќе се сликаме лажно по авиони и ќе се обидеме на краток рок да добиеме некој политички поен. Нашиот пристап е безусловно почитување на законите, безусловно почитување на Уставот и правда и правдина, без исклучок за секого. Каде треба да завршат предметите од СЈО според вас? Го слушнавме премиерот Заев, кој што рече дека вие вчера на некој начин сте побарали амнестија за сите тие случаи. Дали во таа насока само, дали во ова ново обвинителство треба да ги влезат и дел од предметите на ОЈО? На СЈО. Еве дозволете да и за тоа категорички кажам, не е точно. Тоа е дел од тие лаги и се обидев во оваа пресконференција да го образложам ставот на ВМРО ДПМН. Нас не ни треба закон за да предметите продолжат. И постоечкиот закон, откако Јовевски ќе ги преземе предметите, тој може да ги прераспредели истите обвинители и тие да си продолжат. И ние тука нити можеме, нити имаме право да бараме стопирање на истите. Затоа што тогаш би зборувале спротивно на законот. Ние тоа не го бараме. Ние бараме правда подеднаква за сите. Односно, целокупниот криминал, кој што имаме индиции дека го направила оваа власт, веќе трета година поред, да биде истражен. Негов беше предлогот. Негов, не наш. Предлогот беше на Зоран Заев. Ајде да формираме јавно обвинителство. Кое што? Ке има надлежност преку овие 10 помошници на КТЦ Јанева за предметите на специјалното јавно обвинителство, во ред, го велиме во ред, го прифаќаме тоа, но истовремено и да гони предмети кои што се коруптивни, одименувани и избрани лица. И ние кога велиме добро, ајде да видиме сега случајот подкуп, случајот глобал, рекет 1, 2, не, тоа не важи. Од сега понатаму, правото такво нешто не познава од сега понатаму. Кога носите закон, тој закон се однесува за сите кои што сториле криминал, а се избрани и именувани лица. Дали се тие, Зоран Заев, Христијан Мицкоски, тоа го направиле 2008, 10, 15, 20 ќе го направат. Тие мора да бидат офатени. Не може со закон ние да речеме, не, од сега натаму ќе важи. Тоа што било претходно, рускоска ќе одгледа. Не може. Или честито прифаќаме ново обвинителство кој што ќе истражи се, да, предметите од СЈО, ама и рекет 1, рекет 2, новите рекети кои што ќе дојдат, затоа што имаме многу луѓе кои што дајат овдека да пријават, приписуваат се закани уцени за подкуп и така натаму, кои што немаат доверба во Јовевски и Рускоска, затоа што знаат дека тоа ќе заврши како вебинар и чекаат еден ваков орган каде што објективно ќе се покрене истрага, пак имаме рекет 2, рекет 3, рекет 5 и така натаму и така натаму. Тоа беше позицијата на Зоран Заев. Ново обвинителство што ќе истражуваме од денеска натаму. Све друго не беше. Тоа е базично обвинителство кој што ќе го води обвинител на предлог на опозицијата да ги истражува предметите за СЈО, да ги преземе, пошто предметите на СЈО се за дела на функционери на опозицијата. Јас не го предложив тоа. Јас ви кажувам што предложи Зоран Заев, не го предложив јас тоа. Зоран Заев тоа го предложи и вие ме прашувате дали е тоа проблематично. Претпоставувам, тој ќе треба да ви одговори. Јас не го предложив тоа. Зоран Заев предложи, јас тоа ви велам, денеска, и да немаме закон, теоретски, да не се донесе закон. Јавниот обвинител, Јовевски, тоа што го зборувавме ние цело време, ќе ги преземе предметите од специјалното јавно обвинителство. И обвинителите кои што ќе се вратат во матичните обвинителства, може да ги прераспредели тие предмети. Никој не го спречува во тоа да направи. Нити јас, нити Зоран Заев, нити опозиција, нити власт. Тоа е негово законско право. И тоа ние го зборувавме. Тоа е принципот уставен на едно обвинителство и принципот на субординација. Никој не го спречува тоа. Зоран Заев го предложува новото обвинителство, не јас. Дали побаравте вие од новото обвинителство, чишто обвинителот би дошол на ваш предлог, да ги преземе сите предмети, затоа што господинот
Заев, тоа го нагласи дека беше ваше главно барање На и сакате СЈО да ги предметите. ставите, да, на СЈО предметите, сакате да ги ставите под секоја цена под контрола. И Да. уште едно. Сега има две вистини, едната на господин Заев, едната е ваша. Дали мислите дека ќе ви поверуваат ако во тимот имате човек што е обвинет од СЈО? Па, од спротивната страна имаме човек кој што е аболиран и обвинет за корупција како градоначелник. Не треба да преговарам со него. Тоа е премиер на оваа држава. Па ако така тргнеме, ако правиме таква аналогија, тоа ќе си станам и да му речем ти си кримос и да се напуштам по работа. Овако глас. Па сега, ако ме прашувате, тоа е одговорот на вашето прашање. А да се вратам на првото ваше прашање, ќе ви одговорам и на вашето прво прашање. Јас не го предложив тоа обвинителство. Зоран Заев го предложи. И Зоран Заев предложи овие 10 обвинители, кои што се помошници на Кати Цјанева, кои што не знаеме, но имаме индиции дека исто така сорачињата биле во медот, да бидат дел од ова ново обвинителство. Јас не го предложив тоа. Тој го предложи. Не е тоа спорно. Значи, вие што гласувате? И немаме проблем тоа да биде така. Значи, дали вие баравте предметите на СЈО да ги земе тоа ново обвинителство? Тоа ве прашуваме. Ние не баравме, Зоран Заев тоа го предложи, ние го прифативме. Не го баравме ние тоа. Го споменавте случајот Рашковски во вашиот говор. Молам? На избор на ваш обвинител. На тоа обвинителство. Повторно ме враќате на тоа што веќе го кажав. Зоран Заев предложи формирање на обвинителство за висока корупција, која што ќе биде на исто ниво како обвинителството за организиран криминал и висока корупција, а обвинителот да го предложи најголемата опозициона партија. И овие 10 мина помошници на Кати Цјанева да бидат заедно со случајовите од СЈО инкорпорирани во рамките на тоа обвинителство, без при тоа да се почитува законот за обвинители кои што треба практично Советот за обвинители да предложи кои обвинители би требало да работат таму. И ние рековме во ред, твој предлогот, време да се разговара, го прифаќаме. Ајде сега да видиме методологијата. Не го беше предлог, не наш. Ние имавме предлог, договор начелен, само извинете да се дојаснам, ние имавме предлог начелен, кој што веќе беше на 30 август договорен, кој што тогаш го прифатија од преговарачката екипа на СДСМ, а другиот веќе во саботата и понеделникот, измислувајќи некакви небулозни реминисценции од минатото, го растурија практично преговарачкиот процес. Поверете. Господине Мицковски, го спомнавте случајот Рашковски, во изминатите 2 години има едно 10 такви случаи. Никој нема до сега случај отворено ИО каде што има сериозни истрага, ниту пак притвори или слично. Сега ќе се спасат сите они после ова? Тоа е барањето на Зоран Заев, амнестија за сите. Тоа е барањето за амнестија. Тоа е барањето на Зоран Заев. Тоа беше барањето што вчера дојде до таа фаза да ние немаме договор. Ако Зоран Заев прифатеше новото обвинителство, кое што практично ќе го раководи предлог на најголемата опозициона партија, се позанимава со корупцијата на сите именувани изврани лица, без разлика од која партија доаѓа, без разлика на времето кога го сториле тој криминал, ние денеска ќе имавме договор. Зоран Заев рече не, од денеска па натаму ќе важите. Тоа, така не може. Околу истрагите само да прави. Дали сте согласни истрагите и вреди истрагите од СЈО да исто така да преминат во рацете на ЈОВ? И на тоа ќе ја дадам одговор веднаш. И да немаме договор, и да нема нов закон. Што ги спречува денеска помошниците на притвореничката да ги достават тие материјали до ЈОВ? По кој закон се они спречени? Не постои таков закон. Можат веднаш да ги достават и тоа веќе еднаш кога се има случајно за премето шпански скали, каде што специјалното јавно обвинителство констатирало дека нема случај, а Вилма Русковска стави во притвор, бидејќи доби чипирана нарачка, 11 лица во притвор 90 дена, меѓу кои член на извршен комитет на партијата и член на централен комитет на партијата. Што ги спречува сега да го однесат? Не ги спречува ништо, дали вие сте согласни со тоа? Видете, сега ние не сме психијатри, па дали сме согласни или не сме согласни. Се знае тоа како е. 2017 година да прекинат сите постапки што се однесуваат на
Видете, нити тогаш, нити сега, ние не зборувавме за прекинување на постапките. Туку ние зборувавме за нелегален тужител кој што ја злоупотребил својата положба и отпочнал постапки. Тој прибавил направил некакви действија. Кој го спречува тие действија денеска да ги предаде до надлежен обвинител и надлежен обвинител да констатира дали има индиции за сторен криминал и да си ги продолжи. И постојниот закон не ги спречува. Кој ги спречува тоа? Зошто е потребно ние да кажеме да се согласуваме? Почитуваме закон или не почитуваме? Ние не бараме селективна правда. Преговорите треба да се согласите за да има договор, мислам. Ама ние се согласуваме да се почитува законот. Ние се согласуваме да се почитува законот и тоа беше начело. Зашто мислите дека едно вакво решение кое што ќе биде пандан на СЈО може да донесе некаков договор, нешто добро, да ја врати правната држава. Видовме СЈО го договоривте па вие 4 партии и на крај што излеза. Напротив, јас не мислам дека тоа може да биде договор кој што ќе донесе правда и правдена во државата. Напротив, јас тоа не го мислам. Јас тоа го кажав и на самиот почеток на денешната пресконференција, тоа го кажав и вчера за време на преговорите, безусловно почитуваме на правото. Само така може граѓаните на Македонија да вратат вербата во правната држава. Се додека ние имаме чипирани обвинители, суди, кои што по нарачка прават дејства, до тогаш ние нема да имаме. Нити правна држава, нити граѓаните ќе имаат доверба во правната држава. Господине Мицковски, имајќи ги предвид актуелните позиции, вашите и на власта за законот, може ли е договор до 15 септември, што доколку законот не се донесе во предвидението? Договорот може во секој момент, доколку постои волја од страна на Зоран Заев, да не го заштитува криминалот кој што го прават трета година поред. Кога ќе свата дека не треба да го заштитуваат криминалот, кога ќе треба да се позаминува обвинителот по искази кои што луѓето ги даваат, по вештачења кои што имаат определени докази во постапката, тогаш ние ќе имаме договор. Дали ќе имаме до 15 не знам, тоа не зависи од нас. Или ќе имаме договор базиран на право, закони и принципи, или договор ќе немаме. Господине Мицковски, дали е точно дека притисокот русковска посетена цена да биде шефица на новото обвинителство од страна на господинот Заев, не ме викнаа да го прашам, ќе ве запомнам вас да ви го поставам прашање. Дали е точно дека во снимките кои што се доставени до обвинителството има снимени разговори од господинот Зоран Заев, чија содржина е сериозна? Дали од тоа се плаши, па заради тоа притиска русковска да биде... Ке се обидам да одговорам на вашето прашање со мој личен впечаток од вчерашната средба. Во еден момент Зоран Заев рече, па вие ќе ме потрупате со обвиненија, ако ја го прифатиме. Човек што е сигурен во својата честност, честитост, законито работење, нема таква изјава да даде. Нема таква изјава да даде. Повелете. Едно прашање само. Вчера премиерот Заев рече дека за вас не било прифатливо да бидат докази во предвидено. Дали прифаќате или не? Не, напротив, предлогот од владата од бомбите да не бидат докази, туку да бидат индици. И тоа, замислете, за периодот од 2008 до 2015, но мислам дека тоа е интервладен договор на коалиционите партнери во владата. Ние вака рековме, зошто да ставаме 2008-15? Нека бидат сите нелегално стекнати материјали, без разлика кога се стекнати, индиција за сторен криминал. Може би ние имаме материјали од сега, нелегално снимени, кои што упатуваат кон сторен криминал. Зошто да биде 2008 и 15? Зошто да биде да го ограничуваме умниот обвинител? Нека биде и 16-та, и 19-та, и 25-та. Нека биде тоа права линија. Зошто да биде полуотсечка или отсечка? Они сака да биде отсечка од 2008 до 2015. Ние велиме ево од 2008 па натаму, полуотсечка. Или права линија. Нека нема крај и почеток. Права линија. Секој материјал нелегално стекнат кој што упатува кон криминал да биде истражен од обвинител. И не само за политичари. Ви благодарам. Цивил медија.